И 2 дена по одлуката на апелација делумно да ја уважи жалбата за одредениот притвор на сопственикот на телевизија Нова се уште пристигнуваат бројни реакции. Со став се јави и уредничкиот колегиум на телевизија Нова. Повеќе од сигурни сме дека како медиум сме трн во око на главните стратези кои сакаат да ја протуркаат тиранската платформа и покрај огромниот притисок кај мнозинството граѓани на Република Македонија за истата се наведува во реакцијата. Очигледно е дека на некој кој е свесен за влијанието кој го имаат медиумите од информативен карактер, му смета уредувачката политика на ТВ Нова, која пласира малку поинаква вистина од онаа која што е од интерес да се пласира од страна на центрите на моќ кои стојат зад СДСМ и СЈО и имаат за цел да ја протуркаат тиранската платформа, а со тој да гурнат унитарниот карактер на Република Македонија. Во моментов ТВ Нова е пречка која што треба да биде отстранета за таквото сценарио да продолжи безпрекорно да се реализира, пишува во текстот подпишан од колегиумот. Во меѓувреме реакции пристигнуваат и од новинари од познавачи на состојбите. Според новинарот Дејан Андоновиќ, во Македонија, колку еден медиум е повлијателен, толку е повеќе трн во око за некого. Во случајов политички е притисокот врз ТВ Нова која има влијание. ТВ Нова, јас и како гледач и како неодамна нели тука вработен, можам да кажам дека наметна еден нов стил на новинарство, нов стил на медиумско известување. Не измислен тука, но спроведен со светски стандарди, каде што има на секој час вести, информации, секојдневни дронови од Брекзит, од американски претседателски избори, исто така, колку и да имаше во другите телевизии дебати, тие беа многу раштркани у неделата. ТВ Нова некако го наметна на медиумскиот простор, секојдневно сегде да гледаме дебати. Сега е борба, наметна влијание. Да, наметна влијание. И сега ми се чини дека во овој момент она Антонио што го кажа, а јас истото го мислам дека каде што немаме никакви институции, имаме уште трае таа постизборна атмосфера, немаме влада, собранието се конституира, не се конституира, медиумите известуваат. Колку и сега се бира овој миг да се блокира работа на еден од медиумите. Не знам, може да ќе биде и на 2 и на 3, но еве удрено е на овој медиум што очигледно може и да поласка дека е влијателен, односно највлијателен. За последните случувања за и околу притворот на бизнисменот и собственик на телевизија Нова Сеат Кочане, реакции стигна и од политички партии и повеќе здруженија на граѓани. За ВМРО ДПМН со последниве случувања само се продлабочувала политичката криза во земјава, а според нив целта на СДСМ била кој можно да се затворат сите медиуми кои не се под контрола на Бихачка. На овој начин работи и функционира специјалното јавно обвинителство. Со секоја своја постапка СЈО потврдува дека е алатка која треба да му помогне на аболицираниот криминалец Зоран Заев во разнебитувањето на државата. Последниот нарачен атакт е од СЈО е атакт врз медиумите кои не се под контрола на СДСМ и Сорос. СЈО влегува во отворена пресметка со сите медиуми кои беа прогласени лично од Зоран Заев за негови најголеми непријатели. Проценката на СЈО, СДСМ и Сорос е дека преку незаконски прогон и одредување на притвор на собственикот на ТВ Нова Сеат Кочан ќе ги заплашуваат медиумите. Со оваа постапка СДСМ и СЈО сакаат да ги цензурираат медиумите кои не се под нивна контрола, надевајќи се дека нема да известуваат за политиките на СДСМ кои се спротивни на највисоките државни и национални интереси на Република Македонија. Реагира од Сдруженијето на боšnjacите во земјава, кој атакот врз Кочан го сметаат за атак врз боšnjacите во земјава. 2 дена пред апелација неколку стотини граѓани, меѓутоа и дел од новинарите на мирен и достоинствен собир го искажаа своето несогласување со последната одлука на апелација и побараа слобода за Сеат Кочан.